Идете точно сега, не знам каде, идете, мора да има пещаре, да имаше сега знам, спаване свети, отасване. Дай земја касата да ти носи ја таму некој. Речено е, црквите, храмовите на еден народ се како неговата душа. Размислувајќи за градбата на овој прекрасен храм, од денот кога го поставивме камен темелникот, за тоа како растеше и се украсуваше, па се до денес, гледајќи како почитуваниот ктитор се однесуваше за секој детал, од темелот до куполата, за дворот и оградата и за се што се работеше при градбата, ќе речам дека само човек со срце како неговото, со срце исполнето со љубов кон Бога и кон својот народ, со срце преполно со вера и оддаденост кон својата вековна македонска православна црква, само таков човек можеше и може да изгради ваков велелепен храм. Нашиот ктитор, професор доктор Ванчо Чифлиганец, со ова дело покажа дека не заборавил ни кој е, ни од каде е, ни што постигнал, ни до каде стигнал. Тој мој одамнешен познаник не заборавил ништо, зашто е свесен дека се што има, го има благодарение на помошта Божја и на својот труд. А не ги заборавил ни Раклиш, ни Радовиш, ни предците, ни потомците, ни факултетот, ни рудникот, ни другарите, ни рударите. Сето тоа е неговиот живот, од кој неодвојливо му е ни едно, ни друго. Кај него собрани се заедно и минатото, и сегашноста, и иднината, и со тоа, и за тоа тој живее. Таков е Ванчо Чифлиганец, нашиот благочестив ктитор, кој се вброи во редот на боголюбивите ктитори во Македонската и Црквата Христова. Тој е од оние кои покажуваат на дело дека за да се изгради храм покрај финансиски средства, потребно е пред се да се има љубов. Цареви имало и пред Соломона, и пред Константин Велики, и пред Јустинијан, кралеви имало и пред Марка и Андреја, но имало и по нив, а богати секогаш имало, но сите не граделе и не градат. И денес има многу поединци и семејства, стопанственици и организации кои имаат финансиски можности, но пак не градат сите и сите не му благодарат на Бога за тоа што го имаат. А од Бога сите сме задолжени со животот и со добри дела треба да му благодариме за се што ни дал и што ни дава
зашто без него ништо не би можеле да правиме и имаме. Овој нов храм, по местото каде се наоѓа, подсетува на просторите околу реката Јордан, каде свети Јован, патронот на храмот и ктиторот, пред 20 столетија се подвизувал и проповедал. Затоа, возлюбени, да посакаме овој храм да биде незамолчлив глас, да биде уште еден нов недотеклив извор на религиозни и морални, на боголюбиви и човеколюбиви пораки, да биде место за постојана духовна преобразба и надградба, да биде тврдина која ќе не брани и чува од искушенија и зла. И овај свет храм, Свети Јован Крстител, нека биде храм за здравје, среќа, успех, љубов и обединување на сите. Затоа, почитувана општина, ова место беше место за почит, од денеска е свето место. Ова место е веќе духовно место. Овој храм не е само на ктиторот. До денес не е на општина Аеродром, не е на Скопје. Рамноправно, подеднакво е на сите верници што веруваат во Господ, повеќе или помалку, благочестиви граѓани македонци христијани во Македонија и надвор од Македонија. Затоа сакам овој храм, токму во општина каде сум изградил 1000 станове, да биде место за нови рожби, за наши молитви, за среќа и здраве на семејствата и на сите граѓани во општина Аеродром, Скопје и Македонија. Оваа приказна е долга. Мојот прадедо бил чифчија на османискиот имот 1857 година во Раклиш, Радуиш. Кога бил слуга, чифчија, и оттаму ми произлегува презимето, кога се борел за корка леп, кога се криел од османлиите, ја граделе црквата Свети Константин Царица Елена во Радуиш, скришно, подарил кој би имал само корка леп, али покрај работа и само работа, тоа е со благослов на Господ. И токму затоа, овај мој, ваш, наш даде, со благослов на Бога, на Господ, ние сме успееле во животот. Во оваа прилика сакам да го потенцирам дека покрај работата на младите треба да се има верба во Бога, успехот, љубовта нема да биде да изостане. Има многу луѓе кои ги памети човештвото, светот, кои многу дале за човештвото, за светот, за народот свој и туѓ, а ништо не и дал. Јас наискрено овде сакам искрено да кажам, овој дар е многу искрен, многу скромен, од срце и душа. Јас од Господ и од мојата работа многу добив, а овој дар е многу скромен. И затоа му благодарам на Господа. Драги пријатели, благочестиви христијани, пријателки, соработници, родини, ви благодарам што ми дававте за овие полни 6 децени енергија да се дружиме и овој храм од денес нека биде ваш храм, да ни носе многу рожби, здравје, среќа и успех и да биде еден мотив за обединување. Овој храм од овој момент е ваш, на сите благочестиви верници, и затоа овој клуч го давам на Македонската православна црква, на архиереите и на нашиот архиепископ поглавар Деото Стефан. Да ни биде жив и здрав и нашата Македонска православна црква и Охридска епископија да ни биде вечна во Македонија и надвор од границите во цел свет. Би сакал
јавно да изразам една голема благодарност до ктиторот на овој прекрасен храм, господинот Ванчо Чифлиганец. Благодарност и до неговото семејство, што со многу љубов го изгради овој храм покрај кеот на реката Вардар во општина Аеродром, и сум сигурен дека овој храм ќе шири многу љубов и многу позитивна енергија во нашата општина. Ке градиме и во иднина. Тоа е аманетот кој што си го дадовме и си го ветивме од дедовците и прадедовците. Секојдневно, но врз основа на долгата историска традиција на македонскиот православен верник, кој копне и знае, има своја лична генетска похода да воспостави духовна врска со предците и со своите идни поколенија. Ете, токму такво чувство за традицијата и љубовта кон Бога ја имал и денешниот ктитор, господинот Ванчо Чифлиганец. Срцето на овој свет храм, почитувани, на чие осветување сме овде собрани, пулсира и со неговата духовна сила, а тоа е грижата, почита и правото на секој верник да припаѓа онаму каде што од секогаш припаѓал со исконската вистина. Онаму каде што припаѓа секој човек, а тоа е единствено местото на верскиот храм и на љубовта. Изградена од доктор Ванчо Чифлиганец, о неговата компанија Адора Инженеринг, неговото семејство, но и со заеднички сили почитувани и произлезени од духовната потреба да се оддаде почит кон Севишниот, кој според Библијата не создал во негов лик и подибие. Денеска го имаме овој свет храм кој блеска на кеот на македонскиот Јордан, символ и почит на македонскиот народ, кој ги има вистинските вредности и цврсто свој со својата вера да се сака, да се проштева и да се гради. Токму така, почитувани, предпоставувам, уште кога бил мал ке запише во својата биографија професорот Ванчо Чифлиганец, која ќе каже дека на земјата го вдахнал духот од собствената мајка Вањге и татко му Илија, кога градел во дворот на земјата. Предпоставувам уште од тогаш знаел дека еден ден ќе го има овој дар на собствениот народ. Да се гради, значи да се обстои. Исто онака како што вели Исус Христос во параболата за куќата на камен. Секој мудрец и ктитор што знае и ги слушува овие зборови, ќе биде како благоразумен маж кој си направил куќа од камен, и тогаш ќе заврне дожд и ќе најдодат реки и ќе дувнат ветришта и ќе навалат на таа куќа, но таа куќа нема никогаш да падне. Таа куќа ќе обстои затоа што е толкава нашата вера. Бидејќи куќата на камен е пред нас, во вас, во нашите срца. Да градиш црква е исто како да градиш куќа, покрив на еден народ. Да градиш црква е да ја споделиш секоја радост и болка на секој поединец од собствениот народ. Да градиш црква е да откинеш еден свој дел, личен дел од собствената молитва и да беседиш за сите вас со возвишениот Бог. Се надевам и се молам дека ваквите заложи од Бога заветени ќе продолжат и во иднина, како што е господинот Ванчо Чифлиганец, неговото семејство за изградбата на овој величествен и духовен храм. Златен дожд од мудрост нека биде, нека биде, о Боже, вечерот мој, нека е што не сменuje. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е.